Снежана. Еднаш, во едно време, си беа еден цар и една царица, кои имаа едно прекрасно девојченце со кожа бела како снег и со усни црвени како крв, нивната Снежана. Еден ден кралицата умре, па кралот се прежени со една многу убава жена, но злобна вештерка. Новата кралица, која беше и вештерка, имаше едно огледало кое често го прашуваше: кој е најубав во целото царство? А огледалото и одговараше: ти си најубавата. Бидејќи беше горда и самобендисана, царицата не можеше да ја гледа Снежана како расне и пораснува во прекрасна девојка. Така, еден ден, кога царицата праша: кој е најубав во целото царство? Огледалото одговори: Снежана е најубавата. Бесна од лутина, царицата му нареди на главниот ловец следниот ден да ја однесе Снежана во шумата и да ја убие. Но ловецот не можеше да го убие убавото девојче. Бегај, принцезо, и рече, и не појавувај се никогаш повеќе пред мајка ти, која сака да те види мртва. И така Снежана, исплашена, побегна трчајќи. Кога се измори од трчањето, виде дека стигнала до едно место каде што имаше едно многу мало куќиче. Внатре сите работи беа исто така многу мали, но затоа имаше огромен неред. Тука сигурно живеат многу дечиња, си помисли, и како добра домакинка почна да чисти. Потоа, бидејќи беше уморна, се качи на горниот кат. Таму имаше 7 креветчиња, на кои Снежана легна и заспа. Кога се вратија сопствениците на куќичката, кои не беа деца, туку џуџиња, се изненадија од чистотата и од редот што го видоа. Кога се качија на горниот кат и кога ја видоа Снежана како спие на нивните креветчиња, малку се исплашија, но беше толку убава, што возбудени останаа таму да и се воодушевуваат, чекајќи да се разбуди. Кога се разбуди Снежана, веднаш се спријателија толку многу, што џуџињата и предложија да остане со нив. За принцезата почна еден нов живот. Во меѓувреме, царицата реши повторно да го праша огледалото, а тоа уште еднаш и одговори: Снежана е најубавата. Тогаш царицата, многу лута, се претвори во старица. Стави отров во неколку јаболки и кога се стемни се сокри во близина на куќичката на џуџињата. Утрото, кога џуџињата отидоа на работа, ја советуваа Снежана никому да не му отвора. Но, кога вештерката затропа на вратата, Снежана заборави на советите и отвори. Колку убави јаболка, бабичке, рече Снежана. Сакаш ли да пробаш едно, девојченце мое? Но штом Снежана проба од овошјето, падна онесвестена и вештерката радосна си отиде. Кога се вратија џуџињата, ја најдоа Снежана легната долу и си помислија дека е мртва. Тажни, ја ставија во еден кристален сандак и ја однесоа среде шумата, каде што ја чуваа и ден и ноќ. По извесно време, оттаму помина еден принц, кој загледувајќи ја Снежана толку многу, се влюби во неа што посака да ја бакне. Со овој бакнеш, одненадеж девојката оживеа. И така со убавите желби на џуџињата, принцот ја зема принцезата, се ожени со неа и двајцата долго време си живееа среќно и богато.